Македонија се уште се бори да стане самостојна и независна држава. 31 година по прогласувањето на независност, државава се уште зависи од странски фактори и затоа се доведуваме до ситуација со која се разнебитува македонизмот, сметаат експертите. Според аналитичарот Ристо Николски, токму договорот за добрососедство е во интерес на странски фактори. Иако опстои како таков, се ништи македонизмот и Македонија никогаш нема да влезе во Европска унија. Ние, ако не го откажеме договорот во кој на еден предавнички и на еден капитулански начин се согласивме дека историјата со Бугарија ни е заедничка, а тоа може да значи само бугарска, дека на македонскиот јазик не е изворен нити автохтон, туку е од уставот, произлегува од уставот, дека нема македонци во Бугарија, ако ги нема во Бугарија, а претходно признавме дека нема и во Грција, не може да ни овде. Значи, тој е погубен и ако тој опстане, Македонија никогаш нема да влезе во Европската унија. И наша задача е на сите што поитно тој договор да се откаже. Според него, францускиот предлог е резултат на македонско-бугарски договор кој е само спакуван во Париз и подитно треба да се поништи и да се преговара за нов договор кој ќе е во интерес на Македонија. Николски ги демантира тврдењата дека има реални шанси Македонија да ги заврши преговорите до 2030. Идеите и она што го зборува председателот на државата, дека ако се откаже договорот со Бугарија, нема членство во Европската унија, е апсолутно погрешно и нереално, бидејќи токму обратното. Со договорот за непријателство ние никогаш нема да влеземе во Европската унија. Македонија нема теоретски шанси да влезе до 30-та година, бидејќи до тогаш нема да има никакво проширување на унијата, тоа више го ја кажа сите и од Берлин, и од Париз, и од секаде. На референдумот кој го бара опозицијата, граѓаните ќе треба да се изјаснат на прашањето дали сте за престанок на важењето на законот за ратификација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка на Република Македонија и Република Бугарија. Според експертите, барањето за референдум е храбар потек, а народот мора да се обедини како во 91-ва, бидејќи од суштинско значење за зачувување на националните интереси.